Сите свињи од индивидуалните фарми во државата кои не ги исполнуваат основните биосигурnosни мерки ќе бидат заклани, а сточарите ќе бидат обештетени. Целта на оваа мерка која донесе Агенцијата за храна и ветеринарство е да се намали ризикот од африканска чума, но и максимално да се искористи економскиот бенефит од преземањето и колењето на грлата. Како што информираат од агенцијата, уште вчера беше натоварен првиот камион со свињи за колење. Сите кланици имаат обврска во рок од 5 дена да ги исплатат фармерите кои заедно со свињите ќе донесат комплетна документација. Целта на оваа мерка е да се превенира фермерите да бидат соодветно обештетени. Обештетувањето оди и по 3 институции. Откупот ќе биде исплатен од страна на преработувачките кланици според пазарна цена која е договорена со агенцијата. Остатокот од вредноста на пазарната цена ќе биде доплатена од агенцијата и дополнителна субвенција од Министерството за земјоделство од 3000 динари. Целта е да се превенира, а оние кои ќе продолжат да функционираат, да продолжат на здрави основи, односно со примена на биосигурnosни мерки. За секое грло се издава здравствен сертификат од ветеринарното друштво и се изработува записник за вредноста на свињите кој се потпишува од собственикот, од официјалниот ветеринар и од представник на кланичката индустрија. Изготвено е барање за надоместок, кој ќе ги содржи податоците за надоместокот и трансакцијска сметка, а сумата најдоцна за 5 дена треба да биде исплатена на собствениците. Од групацијата за производство на свинско месо била дека фармерите се задоволни со оваа мерка, бидејќи вкупната сума која ќе ја добијат за тованица од 100 кг, заедно со субвенцијата од 3000 денари, ќе изнесува 13.000 динари. Се очекува во државата да бидат заклани помеѓу 15 и 18.000 грла на свињи, а месната индустрија има капацитет да обработи повеќе од половина од месото кое ќе се добие од свињите.